Добар ден во дневникот во 16:30. Наредниот половина час информации за денешните актуелности, за кои следи кратка најава. До крајот на годината треба да почне изградбата на патот Кочани-Делчево. Наскоро стартува изградба на делниците Штип-Радовиш и експресниот пат Штип-Кочани. Универзитетот Гоце Делчев Штип ќе ги едуцира земјоделците како да ја контролираат употребата на пестициди. Бенефит од проектот имаат и земјоделците во Бугарија и Грција. Хуман гест на доктор Владко Миташев, председател на Советот на општина Штип. За потребите на дневниот центар за аутизам, тој подарува автомобил Фиат Пунто. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, директорот на јавното предпријатие за државни патишта Александар Стојановски, денес извршија увид во градежните работи и асфалтирањето на клучката на влезот во Кочани од подлошка раскрсница. Денес е распишан тендерот за изградба на патот Кочани-Делчево во должина од 30 км во вкупна вредност од 10 милиони евра. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Александар Стојановски, заедно со градоначалникот Радко Димитровски, денеска направија обиколка на градежните работи и на асфалтирањето на клучката на влезот во Кочани од подлошка раскрсница до Хотел Национал. Да се работи за рехабилитација на клучката и влезот на Кочани, инвестиција вредна од 8,5 милиони денари. Изградбата ја работиме преку Македонија пат. Мисајловски информираше и за активностите на патот Кочани-Делчево и за распишаниот тендер, како и за другите активности на патната инфраструктура во државата. Денеска официјално го распишавме тендерот за изградба на Кочани-Делчево. Се работи за инвестиција вредна од 10 милиони евра, од прилика 30 километри нова делница. Но исто така сакам да информирам дека до крајот на годината ќе започнеме и со нови експресни патишта, станува збор за Штип-Радовиш и Штип-Кочани. Очекувам до крајот на годината дека ќе ги завршиме сите оние потребни постапки и документација за распишување на тендер за градба и во првата половина на 2016 година да започнеме и официјално градба. Така да правиме една целосна слика и целосно подобрување на инфраструктурата во цел регион. Како што може да видите, моментално се гради Скопје-Велес, сосема завршен, го работиме Велес-Кадрифаково, го работиме автопатот Миладиновци-Штип, ќе го работиме Штип-Кочани, ќе го работиме Штип-Радовиш, ќе го работиме Кочани-Делчево, така што во наредниот период ќе направиме целосна слика и обнова на инфраструктурата во овој дел на Македонија. За градоначалникот на Кочани Радко Димитровски, иако оваа траса од влезот во Кочани не беше влезена во програмата за оваа година, со добро разбирање на Министерството за транспорт и врски и на јавното предпријатие за патишта и оваа делница е асфалтирана. Благодарение на разбирањето кое што го имавме од страна на Министерството за транспорт и врски, посебно од јавното предпријатие, ние ја реализираме оваа инвестиција. Како што најави министерот, тоа е инвестиција во вредност од 8,5 милиони денари, должина од 1200 метри асфалтирање комплетно и целокупна хоризонтална сигнализација, што значи дека ја подобруваме целокупната слика за влезот на градот Кочани. Разговаравме и за другите и локални проекти кои што ги имаме заеднички, а поготово за оние кои што се поврзани за целосната инфраструктура на истокот, бидејќи сепак Штип и Кочани се центар на источна Македонија. Очекувам дека оваа соработка и со Министерството, односно со владата на Република Македонија ќе продолжи понатаму, што ќе резултира долго најавуваниот пат, експресен пат Штип-Кочани, дека ќе отпочне во наредната година, ќе се распише сега до крајот на годината и дека ќе имаме рехабилитација на патот од Кочани до Пониква. Димитровски најави реконструкција на повеќе патни правци во општината со заедничка помош на Министерството за транспорт и врски на Република Македонија. Градоначалникот на Штип Елчо Захариев вчера во Софија учествуваше на конференција за европска територијална соработка. Конференцијата е прв чекор во спроведувањето на Интерек програмите за територијална соработка меѓу Македонија и Бугарија до 2020 година. Општина Штип подготвува 6 проекти за кои ќе бара финансиска поддршка.
Штипскиот градоначалник примариус магистер Илчо Захариев во текот на вчерашниот ден престојуваше во Софија, соседна Бугарија, каде учествуваше на конференцијата насловена Европска територијална соработка во Бугарија, постигнувањата водат кон нови перспективи. На конференцијата беа презентирани активностите во меѓуграничната соработка, а стана збори за средствата кои беа потрошени на повеќе проекти од 2009 па наваму и средствата кои се доделени за периодот 2014-2020 година. Морам да истакнам дека Република Бугарија како членка на Европската Унија оваа година за соработка со Република Македонија се одобрени веќе од Европската комисија за наредниот период, значи од 7 години, некаде околу 19 милиони евра. Тие се наменети значи за општините кои граничат со Република Македонија и нормално општините од Источниот плански регион, Североисточниот плански регион и Југоисточниот плански регион. Тука спаѓа значи Струмичкиот дел, нормално Штип, Источна Македонија, Брегалнички регион и делот на Кратово, Крија Паланка, Ранковци. Со цел средствата кои се доделени на Македонија да бидат наменски искористени, општина Штип ќе ја вклучи целата општинска администрација и сите капацитети за изготвување на проекти со кои ќе аплицираат. Значи повикот е веќе отворен и тамо некаде до јануари ќе биде отворен. Битно е да ние сите оние кои имаме интерес да ги земе тие пари, а тоа е многу битно дека тоа се грантови, каде има нормално и наше собствено учество, да ги искористиме максимално. Примерот на Република Турција со Бугарија, каде да речеме имат инвестирано во противпожарни единици. Е пример како тие пари наменски се користат. Така да една од активности кои ние ќе направиме и проект, тоа е проект со регионалната дирекција за противпожарна заштита на Благоевградскиот округ, за заеднички проект за набавка на нови противпожарни возила. Вториот дел е во детската заштита и знаете дека имаме проект во населбата Сењак да направиме нова детска градинка, затоа што во општина Штип имаме над 200 деца кои се на листа на чекање. Третата работа каде ние како општина се наоѓаме е заштита на нашето културно наследство, особено во делот на архитектурата и во делот на старите градби и куќи кои ги имаме во Штип. Инаку со програмите за прекугранична соработка за 2014-2020 година помеѓу Бугарија и Македонија, од ИПАРД фондовите се издвоени 19 милиони евра, за Србија околу 30 милиони евра, а исто толку и за Турција. Вчерашната конференција беше организирана од Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија. Хуман гест на доктор Владко Миташев, председател на Советот на општина Штип. За потребите на Дневниот центар за деца со аутизам, тој подарува автомобил Фијат Пунто. Преку хуманоста може да се види големината на еден човек. Тоа го докаже и покажа доктор Владко Миташев, кој што подари автомобил наменет за потребите на Дневниот центар за аутизам во Штип. Се работи за автомобил Фијат Пунто кој што припаѓал на неговиот покоен татко, инаку поранешен градоначалник на општина Штип. Како што ни изјави тој, овој град има направено многу за неговото семејство, па така на некој начин неговата добрина се должи на еден возврат. Кога се отвараше Центарот за аутизам, мислам дека бев и вие таму, се спомна дека некои работи фалат за да тој профункционира како што треба. Една од тие работи беше спомнато дека фали возило. Ние се тогаш договоривме дека тоа ќе биде нашето возило, тоа е половно возило, меѓутоа во потполна исправна состава со многу малку километри поминато. Со тоа сакаме начин како фамилија да се заблагодариме на сето она што воопшто градот ни го дал на нас. Еве татко ми беше избран за градоначалник, јас сум моментално председател на Советот. Ги гледам заложбите и на Министерството за труд и социјала и на нашата општина дека сепак се трудат да се направи во сферата на социјалата нешто, па така и ние во тој смисол решивме да направиме нешто и да бидеме еден поттик да и другите можеби нешто направат слично. Не мора тоа да биде скапо, нека биде символично, само да се поттикне донирањето во оваа држава, што мислам дека малку фали. Доктор Миташев рече дека веќе договорот со Центарот за аутизам за подарување на возилото е потпишан, се чека само надлежните да го превземат од неговиот дом. Со овој гест на Миташеви може само да се потврди народната поговорка «Доброто со добро се враќа».
Од јануари до октомври годинава секторот за внатрешни работи ШТИП бележи пораст на расчистените кривични дела. Од пријавените 1489 кривични дела, расветлени се 1069. Пораст во расветлувањето СВР ШТИП бележи и кај делата за економски криминал. Делата поврзани со недозволена трговија со дрога и во делот со организираниот криминал. Во поглед на ефикасноста на расветлување, од регистрираните 802 кривични дела со непознат сторител, расветлени се 382 кривични дела или постигната ефикасност на расветлување од 48%. Секторот за внатрешни работи ШТИП за горе наведените кривични дела поднесе вкупно 1286 кривични пријави, со кои се пријавени вкупно 1000 лица. Во делот на економскиот криминал за наведениот период бележиме зголемување во откривачката функција со евидентирани 127 кривични дела или е постигнато зголемување за 59%. Бележиме зголемување во откривачката функција и во делот на недозволената трговија со дрога и во делот на организираниот криминал. Едукативни предавања за заштита од дрога ќе се реализираат во основните и средните училишта во Делчево. Ова е договор меѓу надлежните општински институции и одсекот за превенција при Министерството за внатрешни работи на состанокот на советодавната група граѓани. Министерството за внатрешни работи и надлежните институции од Делчево заеднички ќе ги едуцираат младите од штетните последици од наркотичните средства. Ова беше договорено на последниот состанок на советодавната група на граѓани, каде одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи ШТИП, полициската станица од општа надлежност Делчево и надлежните институции во градот во наредниот период ќе одржуваат едукативни предавања во основните и средните училишта. Целта е младите адолесценти да се запознаат како да се заштитат од злоупотребата од дрога, но и од алкохолот и цигарите и штетните последици од нив. Денешниот состанок на советодавната група на граѓани на општина Делчево беше свикана со цел договор со надлежните институции за реализирање на работилници, односно едукативни предавања на учениците од основните и средните училишта од подрачјето на општина Делчево на тема превенција и заштита од злоупотреба на дрога. За таа цел на оваа советодавна група беа поканети представници од сите основни и средни училишта, представници од учениците, просветниот инспектор од општина Делчево, представници од општина Делчево, представници од Центарот за социјални работи од општина Делчево и представници од здравствената организација и ние како министерство, значи се со цел да се договориме како да ги реализираме тие едукативни предавања, да стигнеме до младите, да ги едуцираме околу злоупотребата на дрогата и штетните последици од таа злоупотреба. Советодавната група на граѓани е тело кое е составено од група на граѓани и представници од локалните институции и представници од одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи ШТИП и полициската станица Делчево. Функционира во градот за решавање и разгледување на локални проблеми, се состанува еднаш месечно, а е поддржано од мисијата на ОПСЕ. Почна практичната реализација на проектот Развој на дигитални содржини и мешани модули на земјоделството и рурален развој. Проектот треба да резултира со едукација на земјоделците како да се служат со онлайн алатки за контролирано користење на пестициди и зголемување на квантитетот и квалитетот на нивното земјоделско производство. Носител на проектот е Земјоделскиот факултет на УГД со партнери Медитерански агрономски институт во Ханија, Грција, Агрикултурен универзитет Пловдив, Агенција за потикнување на развојот на земјоделството и Федерација на производители на органски производи на Македонија. Целта на проектот е да развиеме дигитални ресурси кои ќе може да ги користат земјоделците во понатамошната своја работа и да се едуцираат, да добијат сертификати за правилно користење на ѓубривата, правилно користење на пестицидите и за поефикасно ѓубрење и заштита на органското производство при нивната работа.
България като член на Европейския Овој проект е значаен за двете страни, како за Македонија, така и за Бугарија, како член на Европската Унија, која има многу поголемо искуство на овој план. Заедно со колегите од Македонија ќе им овозможиме на земјоделците од двете држави да го користат електронското образование и да имаат достап до електронското учење за еколошко чисти производи и за користење на земјата, со што жителите на двете држави ќе користат претежно здрава и корисна храна. Делчевските ветеринари во акција на спречување на евентуалната појава на туберкулоза и бруцелоза кај говедата. Во акцијата за туберкулизација на крупниот добиток ќе бидат опфатени околу 1000 грла добиток. Делчевските ветеринари започнаа со акцијата за туберкулизација на крупниот добиток, акција која во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство се спроведува согласно националната програма за сузбивање на туберкулозата и бруцелозата кај говедата. Деновите започна акцијата од националната програма за заштита и која е создадена од владата и Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со ветераните друштва, односно туберкулизација на крупниот добиток говедата и земање на крвни проби исто кај говедата. Значи за сузбивање на туберкулозата како болест и на бруцелозата. Самата акција тече најнормално. Бруцелозата односно акцијата за бруцелоза е земање на крвни проби со цел испитување на крвта кај говедата. И се состои од туберкулизација, како што кажав, а тоа е аплицирање на туберкулин, односно во областа на вратот на говедото, значи почистување на кожата, пострижување, мерење на дебелината со кутиметар и аплицирање на туберкулинот. По направените анализи кај говедата, постапката за откривање на евентуалните позитивни случаи трае 72 часа, истакнуваат ветеринарите. После 72 часа се чита реакцијата од истото и доколку у нормални граници издебелено кожата, значи станува збор за негативен резултат, а доколку е над нормалното, значи се води како сумнителна. Доколку позитивните случаи на туберкулоза и бруцелоза бидат потврдени од ветеринарниот институт, тогаш се пристапува кон одземање и уништување на животното со цел да се сузбие појавата на оваа болест. Инаку засега нема забележано случаи на говеда кај кои е утврдено присуство на овие болести. Вкупната бројка на случаите кои биле позитивни на испитувањата ќе бидат соопштени по завршувањето на акцијата. Инаку во Делчево со оваа акција ќе бидат опфатени околу 1000 грла добиток. 14 дела од 10 на актуелни ликовни уметници од Бугарија од денес се изложени во Уметничката галерија Безистен во Штип. Делата се работени во различни техники и се приказ на актуелната ликовна сцена во Бугарија. Во рамки на овогодишната програма во делот на ликовната и на галериската дејност, Заводот за заштита на спомениците и културата организира изложба на дела од современи бугарски уметници. Тоа е избор на десетина ликовни уметници од соседна Република Бугарија, кои моментално се актуелни во Бугарија и сакавме на нашите љубители на уметноста да и предочиме, да направиме еден пресек за моменталните трендови и сликарски правци во една соседна европска земја. Значи, сакавме да обезбедиме информација, увид во една дејност, блиска на нашите љубители на уметноста и да и предочиме дека нивните автори во многу се блиски до насите со својот сенс, со својата имагинација, со својата визија, со своите колорити и преку таа информација да направиме една споредба на македонската ликовна уметност и бугарската ликовна уметност и да видиме дека нашата ликовна уметност во многу сегменти од оваа дејност е на ниво на европската ликовна уметност. Целта е љубителите на ликовната уметност да се во тек со ликовните трендови во соседна Бугарија. Изложбата има 14 дела од 10 автори и работени во различни стилови. Наредната изложба на Заводот Музеј Штип е за акварели од македонски автори. Од 911 година до сега денешниот ден се одбележува празникот Покров на Пресвета Богородица, ден кога православните христијани во Штип ја посетуваат древната, сега обновена црква во Новосело.
Православните христијани денес го одбележуваат празникот наречен Покров на Пресвета Богородица, посветен на Мајката Божја, која во 911 година на сенок на обдение во Богородичната црква во Константинопол се појавила и со својот омофор ги покрила, односно заштитила сите присутни. Свети Андреј Јуродиви со неговиот ученик Епифани, стојки на молитва, ја виделе како Мајката Божја стои над народот во црквата и со својот омофор ги покрива сите луѓе. Им рекол тој: брате, ја гледаш ли царицата како е убаво облечена и како ги чува сите нас, како не покрива? Тој рекол: ја гледам, брате, и не само јас, и другите луѓе ја гледаат Мајката Божја како стои со својот омофор и ги покрива луѓето, заштитувајќи ги и услишувајќи ги нивните молитви. Овој празник ја потврдува молитвената заложба на Дева Марија за луѓето пред престолот на Троичниот Бог и го одбележува нејзиното застапување за нас пред Бога. Токму затоа православните христијани го почитуваат овој празник и ја посетуваат црквата наречена Покров на Пресвета Богородица во Штипско Ново село. Секоја година одвечер идам. Има една убава свечина со грашче, со убави пригоди, Божји убавини. Тоа сам си Господ направи пато и те доведе. Онаму дека што требе, поготово Покровита Богородица Ново село Штип. Мајка Богородичка, чувар на фамилиите, на дечињата, поготово закрилие на децата. Потпаролот на терористичката организација Исламска држава ја потврди смртта на вториот човек кој бил убиен во август во американските напади. Америка се радува на смртта на Абу Мутас ал-Кураше и го представува тоа како своја голема победа, рекол Абу Мухамед во аудио снимка објавена на Твитер. Белата куќа соопшти дека Кураше е познат и под други имиња и е убиен на 18 август во воздушен напад во САД. Соединетите држави очекуваат наскоро да биде постигнат договор со Русија околу безбедноста на небото над Сирија, изјави американскиот секретар за одбрана Еш Картер. Руската интервенција во сириската граѓанска војна ја зголеми загриженоста од инциденти меѓу американски и руски борбени авиони. Соединетите држави соопштија дека таквата соработка нема да значи и размена на разурнувачки податоци со Москва, која му дава поддршка на сирискиот претседател. Постојат силни докази дека двајца бомбаши и самоубици го извеле нападот на собирот на прокурдските и левичарски активисти во Анкара, во кој загина најмалку 97, а бие повредени повеќе од 400 лица. Поради тој бомбашки напад на смртоносен тој вид на територијата на Турција, Давутоглу прогласи 3-дневна жалост во земјата. Експлозијата се случила пред планираниот марш за мир во знак на демонстрациите против судирите меѓу државата и курдските милитанти во југоисточна Турција. Со нови сили и со ново раководство повторно ќе блесне еден од најстарите и најдобрите боречки клубови во Македонија, боречкиот клуб Балканец од Штип. На вчерашното вонредно собрание се разреши старото, а се одбра ново раководство. На собранието присуствуваа 48 членови на боречкиот клуб, сегашни и поранешни борачи, кои едногласно го избра Маријан Атанасов за нов претседател на Балканец. За заменик претседател на клубот е избран поранешниот тренер на Балканец Виктор Богданов, за спортски директор беше именуван Методи Сичков, а за шеф на стручниот штаб беше избран олимпиецот Зоран Шоров. Балканец мислам дека ќе тргне напред, дека ќе почнеме од некоја нула и заедно сите, што е многу битно, значи договорот е заедно сите, да пробаме да го подигнеме Балканец на ниво на кое заслужува. Значи главната цел ќе биде консолидирање, у смисол на тренерскиот состав, стручната работа, консолидирање на екипата, која ќе овозможува услови за работа, клима за работа и финансиски средства за да може клубот да функционира како што заслужува. Меѓутоа исто така и да напоменам дека и од претходната управа се добро дојдени во клубот, согласно статутот, согласно задачите што ќе бидат зацртени заедно од управниот одбор и ќе бидат секој пат доброdoјдени да работат во делот кај што тие најмногу можат да дадат. Нашата цел е да ги обединеме сите сегашни и поранешни борачи, да тргнеме по вистинската насока, изјави Санде Коцев, поранешен борач на Балканец, кој раководеше со собранието и кој ги истакна причините за свикување на ова вонредно собрание. Вонредно годишно собрание иницијатива на
актуелните борачи на Балканец и ние што сме постарите любители, бидејќи у клубот се со години више работе неправилно, нестатутарно, не се спроведуваат законите и статуто. Значи Балканец почиња со нови сили од нула. Па се надејаме дека ќе го врнеме Балканеци у кома, траже спас. Ние се собраме денеска преку 50 души, дадеме поддршка, исфрлиме луѓе што сметаме дека можат Балканец да го спасат од оваа ситуација. Во наредниот период Балканец активно ќе започне да работи за подготовки за нови предизвици и освојувајќи големи успеси. Големо внимание ќе се посвети и на најмладите борачи. Овде е крајот на првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Довидување во 20 часот за кога го подготвуваме второто издание на Дневникот.